Велат дека музиката е лек за душата и за умот, дека таа допира токму онаму каде што ништо друго не може. Во најдлабоките места, односно во срцето. Токму за љубовта кон музиката, за љубовта кон фолк музиката, за неговата успешна кариера која допрва ќе ја гради. Денес разговарам со Христијан Ивчев, кој што ни доаѓа од Велес. Христијан, добре дојде, ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш дел од своја страна. Ти благодарам за поканата и за прекрасната најава. Навистина се чувствувам како да славиме некој јубилеј, меѓутоа е самиот почеток на мојата кариера. Млад, амбициозен и надежен пејач, така ќе те представам пред нашите гледачи. Ќе почнеме со твоите почетоци. Многу ме интересира за почетоците на еден млад човек, кој ти ја наметна можеби љубовта кон музиката, љубовта кон фолк песната. Многумина го поставуваат истото прашање и многумина кои ме знаат веќе знаат уште од најрана возраст. На мои 3 години организира моите на роденденска забава. Кажав на неколку гостувања, ќе кажам и повторно, од кога излезе хитот Джингрлака. На Сузана Спасовска. На Сузана Спасовска, така. Да си ја поздравам и Сузе, многу си ја обожавам. Интересно е тоа за тебе, Токму дека така. Сузана следиш од многу одамна. Уште од најмала возраст, да. Така. Да. Јас буквално кога излезе тој хит, веќе еве кој трае многу децении, години. Так. И е често на моите свирки, од кога излезе самата песна, јас едноставно ме привлече нешто и од тогаш изразив желбата. Има ли музичари во твоето семејство? Ти ја наметна ли некој љубовта кон музиката? Ти беше ли некој ветер во грб? Не, од семејството не, меѓутоа се изроди едноставно, само од себе. И навистина тоа ме исполнува. Јас уживам во тоа. Знаеш дека ќе пиеш? Да, имам желба. Голема желба. Фала му на Бога се оствари. Така, интересно за тебе е тоа што од 3 години почнуваш да се занимаваш со музика, односно да си подпевнуваш. Во твоето семејство нема музичари, кажи ми за твоите соработници, за сите оние кои ти беа ветер во грб, за сите оние кои те воведоа во светот на музиката. Така, прв пат излегов на Лешочки фолкфест 2018, благодарение на Сузана Спасовска, ми подари песна, Расцуti, една прекрасна композиција, со која јас прв пат настапив на Лешочкиот фолкфест. До сега соработувам со Дејан Миленковски од Академци, кај него снимаме. Так, го спомена Лешочки фестивал. Кажи ми го искуството со фестивалите. Познато за тебе е дека позади твоето име стојат повеќе проекти, повеќе фестивали. Еве на кои се фестивали можеме да те слушнеме, како се одвива таму организацијата, кој се може да настапува, дали има покани, односно дали некој ве кани, дали ве избира сите вие кои што учествувате таму. Ајде поопширно малце за тоа. Да, вака еве Лешочкиот фолкфест се објавува секоја година конкурс и сите млади, талентирани, па и постари веќе музичари може да се пријават на тој конкурс и потоа се прави список, нели ги избираат и веќе се учесници на тој фестивал. Лешок е еден прекрасен фестивал кој е без награди. Преубава и пред се дружбата со колегите, со музичарите. Така, има и филиграни фестивал. Познато е дека и таму учествуваш. Какво е искуството од овие фестивали? Колку е битна дружбата со сите колеги таму? Колку се дружите, колку споделувате за музиката, за соработките? Најдобра е дружбата пред се. Тоа и не исполнува. Си настапуваме, си пееме, си разменуваме мислења. Супер. Така, еве во време на пандемија со COVID-19, како се одржаа оваа година фестивалите? Лошо и многу често прашање. Так. Јас моментално, искрено за мене, ќе кажам лично, сум на пауза. Немам учествувано на фестивали, меѓутоа еве оваа година веќе знам дека сум дел од Лешочкиот фолкфест. Така, секоја година се одржува Токму така, да. истовремено? Да, 27 август, ден пред голем празник, пред голема Богородица. Така, Богородица. Да. Така, значи искуството од фестивалите е позитивно. Она што сакам да те прашам, зошто фолк музика? Многу сум кажувал дека не можам да објаснам, меѓутоа ме смирува, ме опушта, едноставно сум поврзан некако. Како луѓето околу тебе, општеството го сваќа еден млад човек кој што сака да пее фолк музика? Искрено, помладата публика и беше чудно, Так. и до ден денес е чудно, Так. зошто толку млада да пееш македонска народна музика, македонска фолк музика.
Меѓутоа, времето многу се забрза, самото време си го прави своето, нели? Јас и покрај големиот налив на странска музика, младината што ја прифати толку брзо, јас си Ти стојам на одбра тоа. ова. Да, Ајде за првите твои почетоци, односно за првата твоја песна, за промотивните записи, нешто повеќе да откриеме пред нашите гледачи. 15 или 16 години имав, мислам, пеев на една средношколска забава. Тоа беше, ајде да го ставиме во првите Така ти почетоци. си бил познат и познати во кругот на тие Во- забави, манифестации. голем круг, дајко, ајде звонете му на Христијан, знаеш, така беше. Ке отпее. Ќе отпее, да. Се почна така да се одвива. Јас и пред да ја снимам мојата прва песна и пред да излезам јавно на телевизија си настапував. Со различни групи си настапував низ Велес и околината на Велес. Подоцна, како што кажав, нели, излегов на Лешок, официјално првиот настап на телевизија и после тоа веќе знаете како има повеќе соработки, има повеќе луѓе за контакт за свирки. Така, И- знаат ли велешани да ја негуваат македонската музика, фолк музиката, знаат ли да препознаат добар глас, добар музичар? Поголем дел, да. И доста се дружиме. Покрај рестораните, доста и на приватни забави, доста се дружиме со поголем дел од велешани. Како што кажав, кога се звони кај Христијан, он ме е спремна джингрлака веќе. Джингрлака, така. Многу пати кога сум бил гостин нели на новогодишни забави, колегите знаат да отсвират, да го донесат микрофонот на маса, кој ајде да ја запееш сега ти. Таму, И веќе по тоа, да. Така, таму каде што си ти, таму е Во таа забавата. околина, да. Така, освен велешани, сега јас ќе ги поканам и нашите гледачи да уживаат во една од твоите песни. Дајте само музика. Ќе ве поканам, драги гледачи, да уживате во оваа песна, а потоа се враќаме веднаш во студиото назад. Да можам, ама не можам. Друштво мое да си оставам. Да можам, ама не можам. Душава да ја скротам, да ја смирам и на една да ја подарам. Да можам, ама не можам. Свирки песни да заборавам. Да можам, ама не можам да не пеам. Штом ќе слушнам песна наша, срце пее, јас се веселам. Затоа дајте само музика, за неа јас живеам. Ке ви пеам јас до зорите. Еј, свирачи, свирете, само ние знаеме. Секогаш со добра песна народ да веселиме. Да сакам, ама не сакам. Да се смирам, да се приберам. Да сакам, ама не сакам. Да не пијам. Штом ќе слушнам песна наша, срце пее, јас се веселам. Да можам, ама не можам. Свирки песни да заборавам. Да можам, ама не можам да не пеам. Штом ќе слушнам песна наша, срце пее, јас се веселам. Затоа дајте само музика, за неа јас живеам. Ке ви пеам јас до зорите. Еј, свирачи, свирете, само ние знаеме. Секогаш со добра песна народ да веселиме.
Dajte samo muzika, za mňa ja živeja, keby peam ja se dozorite. Ej, svirači, svirete, samo nije znajme, se koga so dobra pesna, naroda veseli me. Ovoj narod nas ne saka, ajde da zapeme. Еве сме назад повторно во студиото. Ајде повеќе за аранжманите околу Дајте само музика. Кој го напиша текстот, со кого соработуваше, колку време се подготвуваше оваа песна? Дејан Миленковски од Академци, негов е текстот, музиката и аранжманот. Снимав, мислам дека некоја друга песна снимав и кога ја слушнав само реков, ова е за мене. Ова знам дека е за мене. Така излезе проектот за Дајте само музика. Ближеше веќе филиграни, така ја направивме стрикно за филиграни. Таму ја испеав прв пат и излезе добро. Христијан, колку е тешко за еден млад артист самиот да, јас што велам, да се бутка напред, самиот да си го отвара патот кон успехот, кон кариерата, бидејќи знаеме кај нас како и знаеме нели како да работите. Како што кажав, многу малку се негува македонската музика. Може би проблем до медиумите. Немаме денес медиум каде што ќе бидат постојано презентирани нашите проекти, нашите видеозаписи, нашите нови песни. Јас бев мал кога имав можност и прилика да го гледам тоа. Имаше многу телевизии кои што снимају новогодишни емисии, нивните нови така видеозаписи. Така сметаш дека денес не е доволно застапена македонската музика? Не е застапена точно македонската музика, бидејќи треба да имаме думи за таа музика. Затоа и тешко е, многу пати ми реагирала помладата публика кога дај смени малку стил. Тешко е, бидејќи со интернетот сега сите имаат побрз пристап до странската музика и затоа такво време дојде, лошо време, меѓутоа мислам дека малку да се ангажираат медиумите, да не има почесто, да ги презентираме нашите нови проекти почесто, дека барем малку ќе бидеме поприсутни кај и помладата публика. Значи ова се Така, ќе се подобриме во тој дел. Христијан, интересно за тебе е тоа што пееш и на шпански јазик, доволно добро го знаеш шпанскиот јазик. Ајде приказната околу шпанскиот јазик и музиката на шпански. Исто од мал сум љубител и на нивната култура, на нивниот јазик. Зошто баш шпански? Имаше една серија, Каси Анхелес, ме привлече нешто. Дали дека беше повеќе на музика, има многу мюзикли од серијата и ради тоа. Повторно знам серијата. Нешто не со знам музиката. Кој ја нема гледано, мислам сите. Да. Така. Кога правеше 10 години од завршување самата серија, имаше конкурс за целиот свет да се направи кавер и избира најдобар кавер. Од серијата? Од серијата, продуцентите Крис Морена и Диего Чилт, они го организира тоа. Од Македонија бев само јас, мислам. Се пријави ти на тој? Да, само јас. Секако ги пратам постојано. Така. И сум во контакт со Крис Морена. Требаше да одам 2019 22 април. Извини, 2020 22 април, меѓутоа со пандемија си останав тука. Освои второ место. Искрено неочекувано, кај Дејан Миленковски го замолив, ја изработивме песната, јас ја опеав. И им ја испрати, и таму се бираш? На мејл, да, имаше прво, второ и трето место со парична награда и ни правеа омоти. Пушта омоти, меѓутоа јас не успеав да ги договорам омотите, па си ги правев тука, ете може да го покажеме и тој омот, првото картонско издание. Така, еве го. За дизајнот се погрежи, морам да кажам, мислам дека и најдобриот во Македонија, Дејан Величковиќ. Он ми ги работи, исто и првиот на Да, па еве го тука. Нивното лого на серијата. На серијата. Интересно за тебе што имаш вакви касетки кои што се користеа пурено во мене ми се познати во автомобилите се пушта. Ти си љубител на вакви аудиокасети? Да, јас имам дома многу касети. Од многу пејачи, македонски пејачи. Најмногу од така, Сузана колекција може, да, Сузана Спасовска. Може да се вметнам, знаеш, во таа категорија на колекционер на колекционер, касети, па така. Јас сум љубител на... Не знам кој денес вакви поседува и кои се... Мислам дека веќе се враќа продажбата, воглавно за остранство знам, имам контакти од таму, каде што веќе купуваат повторно аудиокасети. Во новите автомобили мислам дека повторно има уреди за... да се пушти? Да. Јас имав желба кога го направивме синглот "За можеш да заборавиш" да издадаме неколку
аудиокасети. Пред се за мене, али излезе добар, пошто веќе нели запреа сите, јас имав желба да Ама ете, се враќа назад пак поштигне. модата. И според мене, не знам, нека ме поправат ако грешам, мислам, мене најдобар звук ми дава касетата. На музика кога слушам, често знам и дома да слушам. Така, се па уште сме ги музика на слушале ние, касет. добро, ние сме од 90-тите. Да. Ние сме... Па да ти кажем, еден најдобар период од 96-та до 2004-та на македонската музика, нели? Така Тогаш сметаш? беа, да, и најактуелните хитови и најгледани видеозаписи, пак ќе речем, тогаш беа и медумите со многу гостување и нешто што ни фали. Али, нели, да се надеваме. Така, ќе биде подобро. Колку пандемијата на COVID-19 ги промени твоите планови, колку се смени твоето секојдневие, колку се сменија плановите во однос на музиката, на правењето на музика, на концерт можеби? Знаете како беше за мене? Само што почнав со тезгите, И да застана. настапувам на едно место, на друго место, тоа траеше 4 до 5 месеци, континуирано и заправ. Добро, сите запревме на некој начин Да. и за сите И беше јас сум ново. жеден за тоа, бидејќи може нели колеги што и претходно долго време се бавеле со тоа, јас пред се ради љубов. Никогаш не размислував дека еден ден ќе ми биде работа сето ова. Так. Јас од љубов. Ми е мило кога ќе развеселам многу луѓе, кога ќе бидат среќни и весели со добра музика, со добра песна. И нели имало дружби и после свирките и пред се тоа. Меѓутоа јас сум желен за да настапувам. Јас и сега си имав така некој настапче мало за великденските празници, после година и пол пауза. Меѓутоа мојата ситуација беше таква, само што почнав и Размислуваш Одма на ли пауза. да снимаш видеозаписи за... да, во најбрзо време со ИНТВ мислам дека треба да се договориме. Го сакам Охрид како град, уживам кога Сите го сакаме. често одам во Охрид Сите го и сакам. мислам дека сега спремам 2 нови песни. Нема да ви открием уште кои се. Едната ќе биде за Лешочкиот фолкфест, а со другата ќе се оди и видеозапис. Август годинава, мислам дека ќе би требало, нели, да излезе. Така, да се надеваме дека и ова со пандемијава ќе стигне, па ќе можеме нели да малку да се опуштиме и Токму да така, да. така да уживаме во убавата македонска и добра музика. Христијан, која е твојата најголема поддршка како еден млад уметник? На некој начин вие музичарите за мене сте уметници. Да. Се разбира, семејството и најблиските пријатели, знаете, кога имате поддршката сте по, како да кажам, по насигурни нозе газете, нели? Најбитно е тоа. Јас од секој сум семејството. Се радуваат ли кога ги развеселуваш? Сакаат ли од тебе да им запееш, бараат ли од тебе? Да, често знам исто. На матурската на брат ми настапував. Нема прослава кај блиските, кај семејството, кај што Ајде, колку и да, Христијана, ај јас луѓе малку да бидам гостин вечерва може. Така, добро, така. ќе бидеш гостин, па ќе дојдат со микрофон. Ај за мене на фесна. Так. Па да, тоа е убавото во таа професија. Да. И многу често и како гостин на многу забави, како често. Така, Сега исто- прво бев исто на забава, бев гостин. Си настапувал и во градот на разни манифестации, на Да, имаше многу, сега нема нели со ситуацијава. Тие беа непрекисни манифестации каде што ете таму беше, да кажам, поактуелна македонската музика, имаше доста млади деца каде што ќе може да ја слушнат, да те видат исто така, да ме видат да и те мене, препознаат. да. Оно повеќето нели веле се мал град, се знаат, комуницираме, ме прашуваат кога, зошто, како, често поставувани прашања од Така. околината, меѓутоа А што е со надвор од границите на нашата држава? Имаш ли некоја, можеби, понуда, можеби за некој настап размислуваш? Имаш настапувано? Моите Како е чувството така таму да настапуваш? Така да ја представуваш нашата? Види, искрено да ти кажам, како дома. Знаете, кога ќе влезете во салата и кога ќе видите група на македонци, желни за македонска музика, е во моментот готово. Исто како да сум дома, во некоја сала, нели, во некој ресторан. Моите родители се во Хелсинки, таму живеат. Настапував 2018 за Стара Нова година. И поминав многу добро. Супер. Хелсинки е добар град и за да се шета, меѓутоа јас мислам дека за да живам таму се уште не. Тоа ќе те прашам. Не. Не. Тоа ќе те прашам. Многу Ти луѓе сепак- кога имаш шанси, оди, дојди, не. Јас. Македонското. Македонското. Сум имал прилика, нели, и да живеам и да работам таму и да студирам таму, меѓутоа студирав малку, неколку месеци, го учев финскиот јазик, меѓутоа е многу тежок и за пишување и за изговарање.
Види, твојот мерак сега е насочен на друга страна На и не друга можеш страна, да се фокусираш на тоа. Ти дефинитивно ова го сакаш, ова го работиш со љубов и дефинитивно треба да се фокусираш на тоа. Кажи ми со кого сега соработуваш, што се спрема, ајде, нема да откриеме имења на песни, нема да откриеме што како, туку еве една општа агенда од, нели? Така, првен ќе спомнам Твојата кариера. Моментално правам преработка на песна, нема да ја кажеме кој е, како Добро. кавер, малку да се модернизираме, нели, ако Така, пееме македонска кавер, ако музика, пееме, така. да се модернизираме, наредна недела снимам. Лешочкиот манастир, еве ќе Добро, открием насловот така. на песната, со Орце Зафировски. Текстот е негов, ке Дејан ќе се снима во студио, од академци со нив. И уште една мојата убавица, исто на Орце Зафировски, мислам дека и за таа треба да има видеозапис во најбрзо време. Летните периоди ми се многу добри за видеозаписи. Барем таква некоја слика имам во главата. Па да, Охрид може би е најубаво лето. Да, таква и слика имам во главата и да го сработам тоа. Имам многу работа летово на страна на музиката, бидејќи ај утре, си беше пандемија, си ги одлагав работите многу, меѓутоа сега веќе Сега нема бегање, сега нема, од фокусирање. наредниот понеделник морам да ги засукам ракавите. Така. Нема бегање. Так. Доста материјали треба да се снимат, нешто да се коригира, да се поправи и има сега втор круг за најдобар кавер на Со Кристо шпанскова, Маријана. Да, так. меѓутоа од дуети. Таа песна беше преполна од групни песни, дуетски песни и сега ќе пробам уште еднаш да пуштим еден кавер таму. Во вториот круг па да видиме до кај ќе одиме. Така, што очекуваш? Што очекуваш во иднина од твојата кариера? Очекуваш ли да достигнеш се она, да постигнеш се она кое што го посакуваш? Да. Секој уметник, дали е на поле на музиката, дали е на поле на било која друга уметност. Мислам дека секој уметник го заслужува тоа и Ти го си доста го млад, посакува доста тоа, амбициозен, да не се сумневам дека ќе си постигнеш се она кое што го посакуваш. Христијан, при самиот крај сакам да упатиме една порака кон сите наши гледачи кои што ќе го погледнат ова интервју, кон сите гледачи на телевизија Сонце, која ќе биде пораката до оние кои не гледаат, дали може би да слушаат повеќе македонска музика, повеќе да ги ценат нашите уметници, нашите пејачи. Ајде да упатиме една порака од твоја страна. Пред се ќе пратиме поздрав до вашите гледачи на ТВ Сонце. Уште еднаш благодарам за поканата. И како што кажав, да се негува и да се чува оно што е наше. Бидејќи имаме многу музика македонска, дали забавна, дали балади, дали патриотски песни, имам премногу музика. Мислам дека треба да негуваат и да го слушаат оно што е наше. Така, ти благодарам уште еднаш што ја прифати поканата, што беше дел од своја страна и дел од студиото на телевизија Сонце. Ќе ти посакам уште многу успех и да се видиме кога ќе заврши сета оваа пандемија, па можеби на концерт да не поканиш кај тебе, да не поразвеселиш, да си попееме и да се дружиме нормално. Секако. Разговорот ќе го завршиме овде со уште една твоја песна, Звездо моја кажи ми, а тука, драги гледачи, и вас ќе ве поздравиме и ќе се одјавиме, а ќе се видиме за 7 дена во истиот термин. На самиот крај посебен поздрав и посебна благодарност до бутик Мај Мода и до мојата шминкерка Самра и Мери. Поздрав и се гледаме за 7 дена. Звездо моја, кажи ми, зошто ти ме остави?